civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Една од причините зашто го правиме и ова интервју сега е последните случувања во нашата држава и надвор од нашата држава. Тоа е фудбалскиот надпревар помеѓу Динамо Загреб и Шкупи, каде што ретка слика е каде што две навивачки групи спротивни навредуваат сосема трета етничка група која што не е ни присутна во ова. Како го коментирате тој феномен на омраза кон некого кој што не е ни присутен? Ако се сеќавате, долги години, ја бев и член на Фудбалската федерација, долги години кога идевме на стадионите да гледаме националниот тим. Во времето, после времето на, сега веќе починатиот Дзинго, популарниот Дзинго, се сеќавате на една навијачка група, на секој надпревар него го окарактеризуваше со сексуална ориентација. Иако ние не знаеме дали тој по сексуална ориентација навистина тоа или не. Меѓутоа навијачката група револт кон него како функционер во одредена спортска организација, на секој надпревар си го навредуваше константно. И тоа веќе луѓето кај нас го прифатија како реалност. Во Холандија таа популација не смеете на стадион да ги навредувате. Кралицата Јохан Кројф. Никако не смеете, тоа е строго казниво. Таа геј популација што ние ја викаме. Меѓутоа гледат овде кај нас многу лесно се исфрлуваат пораки по некоја сексуална ориентација или било како, каде што тој воопшто не е ни актер во надпреварот. Нели, суштината на сапорт, што викаат англичаните, на поддршката, моја, ваша, на било кој дојде на стадионот, да ги подигне или да го подигне клубот за кој што најава во моменти кога тоа му е тешко. Кога паѓа во играта, кога му треба охрабрување да тргне да го добие противникот. Или кога веќе добро му оди, да го охрабрува уште повеќе. Меѓутоа, суштината на таквото поддржување кај нас е изгубена. Доаѓаат моменти каде што вие најлесно можете да пратите парола на еден фудбалски надпревар. Конкретно е са играат во Лигата на шампиони. Лигата шампиони е многу интересна за медиумите, за општата популација, особено на тлото на Европа, на старата дама. И вие можете на еден таков надпревар многу лесно да пратите аудио, тоа се вика вербална порака, која што може да се слушне преку малите екрани и таа да биде насочена кон некоја друга етничка група која воопшто нити учествува. Значи тоа се зима, да, генерално во тој сегмент како навреда кон таа говорна омраза кон таа навивачка група и од друга страна може да се земе како политичка провокација. Политичката провокација не секогаш, да бидам јасен, може да биде диригирана од одредени центри на политичка моќ. Да пратите одредена провокација. Гледате на тој надпревар играат Шкупи, кој е представник на Македонија, игра Динамо Загреб, кој е представник на Хрватска, се навредува некоја трета заедница која нема врска со надпреварот. Идеме понатака. Следствено на тој надпревар, ние во исто време имаме надпревар Фенербахче со Динамо Киев. Таму пак публиката организирано, ја тоа го напишам, не верувам дека председателот на фудбалскиот клуб Фенербахче ги има тоа мотивирано, оркестрирано го извикуваат името на политички лидер Путин, кој има војна инвазија на туѓа територија. Тоа е исклучиво политичка пал. Ние не може да кажеме ако го извикуваат името мој или ваш или било кој дека е говорно омраз. Или па сега кога играше нашата фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров во Софија, со бугари, каде што ги навредува. Сега доаѓаме до моментот кој ја многу цврсто навлего кога треба да реагира УЕФА. УЕФА е многу децидна. Ќе ви кажам еден пример. На времето игравме во Македонија со Шкотска. На градскиот стадион тогашен беше изведен банер од еден поединец кој беше во Хак во моментот, од Македонија. Не е битно, имења не мора да спомнам. Делегатот го виде тоа и вика надпреварот не може да започне, ќе бидете сериозно казнети додека не го трнете банерот. Како политичка порака. На стадион доаѓате на меѓународен официјален надпревар на УЕФА, каде што УЕФА е организатор, таков банер не може да стои. Како федерација, менеджмент на федерацијата не можевме да го отстраниме. Немавме влијание над навивачките група која го донела тој транспарент за да прати политичка порака. Што се случи? Зашто ќе имаш инциденти? Не, ќе беше суспендирана нашата репрезентација
и ќе им беа одземени бодовите, ќе беше казнета, казните се зависи од 20.000 франци до 100.000 франци. Значи не се мали казните. Големи се казните, мислам големи се казните, особено за такви политички провокации, и моравме да интервенираме кај политичкиот врв, за да таму некаде се даде команда и банерот беше веднаш тргнат. Тоа сватив дека таа спрега помеѓу највачките групи со врвовите на државниот врв или политичкиот врв на некоја политичка партија се во тесна спрега, поради одредени XY причини. И токму поради тоа, вие сега имате извикување на име на поединец, лидер некој политички, кој реално тоа не е говорена омраза. Тие може да си го слава, да си го велича, тоа си е нивно право. Меѓутоа, не можете на јавен спортски манифестен начин да извикувате политичка парола. Тоа е веќе политичка парола, насочена кон величање на одредена политичка фигура. И тука Европската фудбалска куќа е децидна. Казните се големи. Јас затоа напишав, не сум убеден дали председателот и на Фенербахче би преземал одредени чекори. Тој гледам дека се огради јавно. Значи, они ќе бидат Фенербахче санкционирани во два сегменти. Најбитниот сегмент за УЕФА ќе биде финансискиот. И тој ќе биде доста голем. Сега од друга страна, каде ја гледам непринципиелноста на фудбалската куќа европска. Имате и овде провокација во Бугарија, каде што на играчите кои играат на терен алудирате дека тие припаѓаат на друга етничка група или друга национална група, бугари, се со цел да го искористите моментот како навивачки групи кои се доени на стадион, политичкиот момент каде што се копјата се кршат за договорот со Бугарија, емоции, страсти. Значи, вие тоа користите, тоа е апсолутно мора да биде казниво, но ја лично, од моје искуство, мислам дека УЕФА ќе направи одредени отстапки и тој сегмент ќе го трне на страна, ќе се сконцентрира само на казната, каде што подоминантно е санкциите према сите оние кои го величат името на Путин, да бидат по-ригорозни. А ова ќе го занемарат. Тоа мене ми така делува, што би сакал да видам да ме демантираат во мојот став. Може би грешам во тоа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.